Продолжи сослушувањето на сведоци во судскиот процес Онкологија 1. На денешното судење имаше еден сведок на предлог на обвинителството. Сопруг на почината пациентка на прво обвинетиот Нино Васев сведочеше дека им било предложено од негова страна сопругата која имала рак на дојка да се лекува со експериментална програма. На почетокот на лекувањето пациентката била подобра. На почетокот сопругата пријатно почувствува терапијата, но потоа ми кажа дека терапијата е чудна. Кажано и беше дека нема да ја падне косата со таа програма и така беше, но и кажала дека не чувствувала дека примила било каква терапија. По завршувањето на лекувањето се појавила рана на градата. Сестрата на Превска ја закачи раната со прстен на раката и раната се отвори. Потоа постепено раната се прошируваше. Доктор Нино Васев се трудеше со нас колку што можеше и во секое време бевме примени. Ниту повишил тон, ниту нешто побарал. Сведокот посочи дека не се приклучува кон кривичен прогон кон Васев. Адвокатот на Васев Спирковски приговараше на терминот експериментална програма. Според него се работело за клинички студии кои се спроведувале на клиниката за радиотерапија и онкологија, кои биле од научен карактер и за тоа се потпишувал договор со пациентот. Тие си ги кажуваат нивните емоции поврзана со нивната загуба за која што сите ние жалиме подеднакво со нив. Меѓутоа тоа не се факти врз основа на кои се утврдува вина на лекарот. Тоа се само емоции и нивни посредни забележувања врзани за еве денешниот сведок кажа све најубаво за доктор Васев. Меѓутоа тој не сакајќи користи термини кои што одма другата страна ги злоупотребува. Користи термин експериментална постапка, всушност се работи за универзитетска клиника која што има студии. Државниот јавен обвинител Љупчо Куцевски го одби барањето на одбраната, друго обвинителство да го води предметот. Обвинителството се изјаснило дека сегашната обвинителка постапува професионално. Во судскиот процес вклучени се и двајца обвинети, доктори Црвенкова и Јакимовски.